Добре дојде од мене, Ирина. За кратко ќе ја видите и слушнете и колешката Ивона. Додека чекавме да почне настанот, одеше познатата One More Time We're Gonna Celebrate од Daft Punk. Може да ја видите во линкот на самиот настан. И еве сме тука да прославиме. Денес сме овде да прославиме еден мал, но за нас многу значаен настан, финалето и изборот на најдобрите зелени идеи за 2021 година. Колку што повеќе зема замав зелената економија во вестите, во агендите, во устите на политичарите, економистите, граѓаните, другите невладини организации, толку се помалку изгледа овој наш настан. Но сепак, ако за зелената економија ова е малчеко, за нас е голем и само ние и блиските соработници знаеме каков е патот кој што го чекориме за денес да ова изгледа како што изгледа. Патот кон зелената економија не е пропратен со пластични зелени балони. Патот кон зелената економија не е зелено светло, за се што светка зелено и има предзнак еко. Патот кон зелената економија не секогаш значи раст, но патот кон зелената економија секогаш значи инклузија. Патот кон зелената економија не е лесен и исто колку што и транзицијата не е едноставна. И ние ова сето го знаеме и знаеме колку е тешко да се аплицира со бизнис модел во кој што ќе се рефлектираат вредности, бизнис во кој што во центарот е човекот и природата и бизнис кој треба да опстои во еден суров свет, свет во кој што до сега сите сме учени само да експлоатираме суровини без да се прашаме дали некогаш ќе ги снема. И затоа ние сме многу благодарни што и оваа година, чудна, ужасна година, имаме луѓе кои размислуваат за бизнис модели, кои се мали, но се наши и локални, луѓе кои можат да бидат пример и инспирација за сите. Од мене, ова е воведниот дел, толку за сега, малку ќе го скратиме затоа што доцниме. Ќе оставам сега Ивона да ви раскаже за надпреварот Зелени идеи 2021 и да ги представи повика луѓето кои се дел од ова издание. Фала Ирина многу, здраво на сите, баш ми е мило што веќе втора година поред може да учествувам како дел од екипата на Арно токму за надпреварот Зелени идеи. Јас сум Ивона Крстевска, програмски менаџер, токму во Арно ја работам програмата Зелени идеи. Оваа година надпреварот 2021 многу не изненади и тоа пријатно. Овој надпревар започна од 6 април, беше отворен и траеше до 12 мај, добивме 33 апликации. Инаку надпреварот е дел од регионален надпревар Зелени идеи, кој има за цел да поддржи мали, локални, социјални бизниси во земјите од Западен Балкан плюс Грција, тоа значи Албанија, нашата земја, Македонија, Косово, Црна Гора, Србија, Грција, Ирина помага да го Босна и Херцеговина, секогаш испуштаме по некоја земја, но нормално кога одиме во живо малку и така му доаѓа. Како и да е, имавме 33 апликации, многу сме пријатно изненадени од оние апликации кои што може да се надпреваруваат во двете категории на надпреварот, а тоа се категоријата за поддршка на зелени концепти од $5,000 и во категоријата за поддршка на зелени идеи од $10,000. И она што можеме да кажеме дека успеавме да ги издвоиме победниците кои што ќе ви ги соопштиме денес, но пред тоа ќе ви ги соопштиме и сите финалисти кои што успеа да се пласираат во финалето и да се борат за една од овие награди на национално ниво. Меѓутоа, многу мораме да се заблагодариме на оние кои што го посветуваат своето време, енергија, токму за овој надпревар за зелени идеи, да ги евалуираат и да ги оценуваат апликациите по оние критериуми кои што се зададени. А тоа е нашата жири комисија, која би сакала да ќе ги прочитам и да ги повикам од оние кои што се присутни да ни се обратат на кратко. Со Робертина да почнеме, така е, оваа година во нашата жири комисија веќе и неколку години поред, господјата Робертина Брајановска од Македонското еколошко друштво. Би сакала Робертина да ве повикам да се обратите. Сега јас малку и со зумот. Повелете. Доколку сака да споделите нешто околу... Благодарам. Јас задоволство ми е наставно да бидам член во оваа комисија како представник од Македонско еколошко друштво, кое што е една од најстарите еколошки организации во земјава. Всушност, едната година ќе ставиме 50 години постоење, добар юбилеј.
И баш работиме на полето на заштита на природата, на биолошката разновидност, но и пошироко животната средина, всушност и цело. И многу ми е мило кога во овие зелени идеи кои што секоја година ги разгледуваме и ги оценуваме, видам некоја таква интересна компонента која што е насочена на интересен аспект што е насочен, не само заради обврска да се заштити животната средина, туку и малце повеќе да се обрне внимание природата околу нас. Секое менување во постапките треба да почнеме да се менуваме од себе си, но уште повеќе, уште подобро е ако пробаме таа промена да ја спроведеме пошироко во општеството и практично тоа да имаме и некаква добитка. Значи, ако тргнеме од секојдневниот начин на живење, каде што имаме многу отпад од пакувања, имаме отпадна храна, имаме скршени чини, имаме играчки кои што не се растваруваат и уште еден куп други работи, уште ако се обидеме од тоа да извлечеме некоја интересна идеја за бизнис, од кој што би имале некаква и дополнителна добивка, тогаш е супер. Среќна сум што секогаш има интересни идеи. Би ви честитала на сите што влегловте во оваа фаза, да речам, во финалето, што имавте можност да ја презентирате идејата, без разлика кој од вас ќе биде прв, втори или трети, сите сте, би рекла, победници затоа што сте стигнале до овде. Продолжете понатаму со вашата работа. Вашите идеи, може би на некој им треба доработка, до обмислување. Добивавте и некои настоки уште во самата презентација од членовите на жирито. Би ве поттикнала понатаму да продолжите со разработка нивна и секако ви посакувам успех и се надевам дека и ќе имаме можности понатаму да продолжиме да се работуваме во некоја друга прилика. И така, честитки до Арно, што и после толку години всушност продолжуваме со овој напредок. Јас денеска нема да можам да бидам присутна на целиот овој настан, имам една друга работилница на која што морам да се вклучам. Само сакам да кажам дека оваа фотографија што е во позадина е од Малешево, Малешевскиот регион. Една од подрачјето на една од минатогодишните добитници на наградата. Секако денеска добивме информација дека и ова подрачје веќе ќе започнува иницијативата за прогласување на ова подрачје. Размислувајте и понатаму на зелени идеи, вклучувајте се во природата и во животната средина и ве посакувам успех. Ирина, Фала, Робертина, фала за убавите зборови. И јас се надевам дека ќе продолжиме и понатаму и дека ќе имаме успех на регионално ниво, затоа што ние покажавме како земја дека сме способни да извадиме убави идеи на кои што се вредни, за кои што добиваме најдали и на регионално ниво. Одлично, Робертина, ви благодариме многу, многу убаво срочено и многу мотивирачки за сите оние кои што се успеа да дојдат на направа. Меѓутоа и оние кои што не се пласираа во финале, тие обиди навистина ги цениме. Споменавте, овој надпревар, регионалниот надпревар зелени идеи се организира од 2012 година, а токму Арно учествува 7 години и издвојува победници за нашата земја. Останатите членови од жири би сакале да ги поздравиме господинот Дрило Нисини кој ни доаѓа од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Би ве повикала доколку сте вие сте тука, меѓутоа да ни се обратите кратко. Да, и ако може другите учесници да се стават на мјут, еве една молба за тие што не зборуваат. Дрило ноди со пин. Секако не би пропуштил прилика да им честитам на младите кои ми дават надеж дека ова земја може да се среди, односно да има развој и секако да се биде член на ово жири значи обновување за мене лично, зашто новите идеи, младите лица, па и возрастните имат нови идеи, секако дека се имат позитивно влијание врз нас, особено ние што работиме со бизнис заедницата. Секако, секој бизнис значи решавање на одреден проблем
решаваш одреден проблем и од тоа се придобиваш, но да решаваш некој проблем кој се однесува на животната средина, тоа е повеќе од чисто бизнес driven approach. И мислам дека вие младите сте токму тие кои сакате да решавате нешто минорно, но што има огромно значење во целиот раст и развој на општеството во земјата. Јас со задоволство го поддржувам овој наставник како член на жири комисијата, па институционално како Стопанска комора, и затоа сум многу среќен што има толку млади од различни региони кои нудат интересни решенија и кои ќе имаат позитивен импакт во општеството и во земјата. Јас ви посакувам многу среќа и во иднина, без разлика на исходот, вие сте ликовите на промената на оваа држава, вие сте надежта и се надеваме да ве гледаме со вестници по медиуми како успешни предприемачи во иднина, но никогаш да не го заборавите тоа што е зелено и да се заштити животната средина. Се посакувам добар ден. Супер, уште многу ви благодариме, Дрилан, за вашето учество на овој надпревар. Неколку години веќе соред, меѓутоа и со поддршката што ја дава самата комора за победниците, подоцна тоа ќе го најавиме. Така е. Сега ви оделе со уште една од нашите членови на жири комисијата, госпоѓата Габриела Мицевска. Многу има да се каже за Габриела во однос на незиното портфолио, меѓутоа би оставиле сами, јас ќе кажам дека еден од нашите најценети експерти за зелена економија, госпоѓа Габриела, дали сте тука, дали може да ве вклучиме да се обратите? Супер! Тука сум, сега после овие вакви убави зборови, не оставите мене да зборам. Само да ве најдам. Само да ве најдам за да ве ставам во фокусот, да ве запознаат сите. Повелете. Решено технички. Добар ден и од мене. Јас сум Габриела Мицевска, доаѓам од швајцарската програма за зголемување на пазарната работливост или уште позната како име програма, имплементирана од Паладин, каде сум одговорна за секторот одржлив агробизнес. Многу ми е мило што имам чест веќе 6 години поред да бидам дел од комисијата на АРМО за избор на зелени идеи. Искрено да ви кажам, се уште сум под импресија од вашите предлози и одличните презентации во текот на вчерашниот ден. И би сакала да кажам дека не беше баш едноставно да се изберат најдобрите 3 од веќе избраните одлични 13 зелени идеи. Би сакала да честитам на сите и да посакам многу среќа на победниците на регионалниот надпревар. Но би сакала да порачам и на сите други учесници да не се обесхрабруваат. Бидејќи голем дел од идеите од минатите години кои не беа победнички, денес се успешни мали бизниси кои се веќе препознаени како предприемачи, добри предприемачи, препознаени на пазар. И јас би сакала уште да споменам дека како представник на име програмата, која работи во секторите одржлив агробизнес, активен туризам и информатички технологии, би сакала да ги поканам на состанок со нас после оваа работилница или после овој настан, сите учесници кои имаат некаков допир со овие сектори, за да ги разгледаме можностите за соработка во процесот на реализација на нашите идеи. Навистина ми се допадна и мислам дека заедно можеме повеќе. АРМО е отскочна даска која многу може да ви помогне во вашиот живот. И за крај би посакала да посакам до сите учесници да верувате во своите зелени идеи, дека доколку навистина верувате, несебично да се вложите во нивна реализација. Знаеме дека оној кој не се обидел сигурно нема да успее. Така да, ви посакувам среќа и продолжете да размислувате зелено, за да може да одиме напред сите заедно. Одлично, фала ви, Габриела, многу пред се што веќе 6 години учествувате, ја давате поддршката на Народниот преварот, ги препознавате, меѓутоа и ги поддржувате останатите, нудите поддршка за оние идеи кои што понатака би имале потенцијал да се развиваат и како ги видовте вие и знаете токму за тоа. Уште еден член од жирито доаѓа од организација, доаѓа од консултантската фирма МК2000, која што учествува од самиот надпревар од почетокот и еден од поддржувачите на националниот надпревар зелени идеи, меѓутоа и при спремањето на самите апликации за регионалниот надпревар, како и од оваа година од минатата за Балканската зелена
академија. Меѓутоа, за прв пат господинот Данчо Динков, кој оваа година стана председател нели на МК 2000, ќе го повикаме самиот да ни се представи, да ни каже малку повеќе како беше искуството од вчера. Прв пат во преварот, да, долгогодишни собраници, ама соработници, меѓутоа за прв пат учествува господинот Димков во жирирањето на зелените идеи. Како беше искуството, Данчо? Здраво. Прво благодарам, второ забавно. Мислам, пред 3 недели официјално станав председател на Асоциација на менеджмент консултанти МК 2000 и прва активност ајде да дојдеш да судиш. Мислам, многу интересно, позитивно искуство. Имам присуствувано како жири комисија на стварно многу бизнис план на превари. Овој пат ми беше посебно интересно зашто зелениот аспект. Мислам, едно е кога како менеджмент консултант ние ги разгледаме проекции, приходи, приливи, трошоци, return of investment, а меѓутоа многу позитивно бев изненаден каде што не е се во парите. Мислам, на крај на ден убаво е како социјална компанија или како социјално предпријатие да се остваруваат позитивни приходи, односно и добивка некаква значителна, меѓутоа не на сметка на нарушување на обкружувањето, на загадување на околината. И баш бев изненаден, мислам, имаше доста апликации, над 30, мислам дека морав да ги оцениме сите во прв круг. Стварно бев позитивно изненаден низ различни делови од Македонија, кои рурални, кои градски подрачја, со многу креативни идеи. И мислам дека баш МК уште од самиот почеток ја поддржува оваа иницијатива и знам дека тука сме заедно, сакаме да помогнеме наравно, како можеме, што можеме со цел подобро, поубави бизнис планови, а и фала Богу, што по социјални бизниси, толку е подобро за сите. Не би продолжил натаки, уште еднаш сакав да ви се заблагодарам, да им честитам на сите финалисти што дојдоа во финале и фала Богу. Мораше некој да победи на крај на ден, како и да се трудевме, тешка работа беше. Не знаев дека како судија треба да судиш, како да биде на крај. Стварно беше тешко да се одлучи, меѓутоа мислам дека сите имавте убави идеи. Фала ви, Данчо, многу. Еве се обидуваме тука, нели да ги почитуваме мерките за безбедност, помалку ја Вада ми ја става маската, меѓутоа ви благодарам многу ни е мило што учествувавте, што одговоривте толку брзо на оваа задача и одговорно. И се надевам дека и во следната година повторно ќе си соработуваме, имаме ние уште многу активности на кои би соработувале. Сега ќе ви представам уште еден член на жирито. Учествува во овој надпревар подолго време, доаѓа од институција од нашата земја, тоа е Фондот за иновации и технолошки развој. Меѓутоа, покрај на овој надпревар, поддршката од фондот доаѓа и во други програми кои што ги имплементира Арно. Повеќе за тоа ќе ви кажа, ќе го повикам господинот Бранислав Марковски од Фондот за иновации и технолошки развој, кој што оваа година беше еден од членовите на жири комисијата на надпреварот. Бранислав? Дали е Бане тука со нас? Тука е. Само дајте ни секунда додека направиме еден пин. Да. Учесниците ќе ги побара сега Ивона. Бане? Во меѓувреме. Ета го со позадина. Со новото лого на Фитара. Еве. Ново лого, ама стари заложби. Продолжува со работката. Супер. Благодарам Ирена и Ивона на убавите зборови. Да продолжуваме со соработката, трета година, ако не се лажам, веќе поред Фитара номинира член на жирито. Што да кажам, што не кажат другите колеги од жирито, решавате голема работа, навистина правите голема работа, не само што ги мотивирате младите луѓе да преземат иницијатива, туку и со таа иницијатива да решат еден голем проблем, еден голем предизвик со кој се соочува нашето општество во насока да се да се основа собствен бизнис, но и при тоа да се внимава на животната средина. Тоа е голем предизвик не само кај нас, туку и на западот. Трендот го гледаме, Европската унија преку Green Deal-от засилено веќе инвестира во
во одржлив развој и не ја гледам, мислам, не се гледа тука само бизнис аспектот, туку и она поголема слика што велиме. Фондот за инновации и технолошки развој како единствена државна институција која работи во насока на поддршка на микро, мали и средни бизниси, токму во своите критериуми за евалуирање на пристигнатите проекти, огромно внимание и огромен процент од бодувањето од евалуациите посветува на импактот на проектите токму врз животната средина и врз социјалната компонента, односно социјалното предприемништво. Стоиме на располагање на сите. Јас видов навистина многу проекти кои имаат потенцијал и се апликативни и во нашите програми. Без разлика дали се тоа оние редовни повици или предизвици кои ги правиме за не знам, инвестиции и иновации во земјоделието, во решавањето на вишокот на храна и во останати социјални теми. Се надеваме дека кроз вакви партнерства со Арно не само што ќе ги мотивираме младите луѓе да земат ризики и иницијатива, туку и навистина да учествуваат во креирањето на едно ново лице на нашата економија, многу позелена и многу поодржлива. Сакам и наравно да му честитам за одличната организација. Навистина голема работа вршите дечки. Се надевам дека соработката ќе ни продолжи, а фондот е тука не само да ги поддржи бизнисите, туку и ваквите организации и иницијативи. Ви благодариме, Бане, и ние многу се надеваме дека на поддршката ќе продолжи и од самиот фонд кон Арно, меѓутоа и кон сите овие финалисти. И ќе се продлабочи, нема Да, само да се... така, Мислам дека е време, Бани, еве, јавноста не гледај да продлабочиме поддршката. Секако дека ова се повеќе е на агендите и на политички и во Европа и кај нас, така да треба и државата да видиме како има поголеми заложби. И вона продолжи со така. Волја има, чекаме иницијативи, да. Одиме. Супер, тоа е она што токму сакаме да го слушнеме во 21 и кон 22 да настапиме и кон реализација на тие сите наши планови. Како и да е, имавме 5 членови од жирито кои што од жири комисијата кои што беа присутни, меѓутоа 2 не беа во можност да одговорат на денешниот настан, но би сакале да ги поздравиме посебно за нивната поддршка за прв пат оваа година, не за институцијата, меѓутоа прв пат ни учествува господинот Игор Ризотов, кој што доаѓа од програмата за развој на Обединетите нации UNDP, не е тука со нас, но го даде целиот свој придонес во процесот. И исто така за прв пат од оваа година се вклучува во самиот надпревар во организацијата Македонија 2025, која што дава и поддршка на самиот надпревар, не само преку членот на жири комисијата, а тоа е господинот Михаел Матески, кој што учествуваше со нас и упатуваме огромна благодарност и до господинот Игор Ризотов и до господинот Михаел Матески. Супер, па сега би оделе да ги представиме и сите оние кои што учествуваа на вчерашниот надпревар. Ние вчера го одржавме, имавме избрано 13 финалисти, по кои што би сакале да ви ги представиме и да ви ги прикажеме, да им се заблагодариме на сите пред да ги прогласиме победниците. Така е, бидејќи ни тие самите овој настан е транспарентен во делот на прогласување, меѓутоа со цел нели заштита на тие идеи, ние не ги објавуваме јавно финалистите, ама еве сега е време да им се заблагодариме со тоа што ќе се видат на екран и вона ќе ги прочита нивните имиња, значи за нас сите финалисти се веќе победници. Еве да им одадеме признание во еве ваков онлайн формат. Да, и еве сме. Би сакала да им се, само ви се заблагодариме на Иван Карамфилов, од Сдруженијето за заштита на природата, и здравието, Виножито, со нивната идеја Парче вкусна традиција.
Би сакала исто така да им се заблагодариме на Јасмина Пишлевик од IT Innovation Dual Скопје со нивната идеја Living Globally, на Филип Костадиновски, кој што учествува во категоријата за зелени концепти со нивната идеја Инопот. Заедно со својот тим, бидејќи Филип се представи заедно со својот тим. На госпогата Васја Петковска од Друштвото за трговија и услуги Матка се дуел, со нивната идеја сочуваја храната да не биде фрлена. Госпогата Лидија Јорева Лазарева од ФОПС, Опции за здрав живот со нивната идеја Хопи, модулар, зелени интериерни елементи. Горан Бошковски, Друштво за производство и трговија на антистрес Соба од Скопје, со идејата реупотреба на ѓубре од керамика и порцелан. На Верица Арнаутовска, кои што ни доаѓаат од Сдруженијето на едукативен центар за зачувување на природата од село Негрово, Пехчево, и нивната идеја едукативна велоавантура. На нашата Ангела Бушевска со низината идеја Енрут, која исто како аплицира во категоријата зелени концепти заедно со својот тим. На Зоран Крстевски од IT Тех системи и нивната идеја интелигентен систем за автоматско наводнување на зелени површини и прочистување на воздух. На Ирина Тошева со низината идеја Мини Ирина Тошева, а учествува како правен ентитет ателје Ирина Славчо Тошева. На Горјана Боневска, исто така зелен концепт, кој што ни пристапија со идејата прва библиотека за играчки. На Стефани Пренкова, која што презентираше за Друштвото за декорирање и трговија Indoor Garden со идејата Нека трае, make it last. И на Марија Бургиева, и на тимот на Марија Бургиева, кој што учествува со идејата на овој надпревар округ производство на есенцијални масла и ароматизери од отпадни лушпи од портока. И тука се сите финалисти. Да не пропуштивме некој првиот, мислам дека го прочитавме, која Да, беше првата сите. идеја, добра е. Ке ни простите ако случајно некого сме пропуштиле. Се надевам искрено дека не. Секако сите ќе добиете сертификат. Тоа е она што е најмалку што можеме да ви се заблагодариме на формален начин за вашето учество. Мислам дека тоа е делот што го пројдовме со сервисни информации со Ивона. Фала ти Ивона, Така. фала учесници, фала жири. Тоа се луѓето кои се дел од изданието на овогодинешниот надпревар. Извинете за маската, сега ќе се смениме со Ивона. Секако кажа и останатите од жири дека имав уште 20 идеи кои иако не го најдувам истото во финале, сакаме да ги поздравиме и да ги охрабриме да продолжат со своите намери и замисли. Имаме годинава и примери на 2 идеи кои што со своја надградба и трансформација оваа година повторно аплицира и стана дел од финале. Ете доказ колку треба да се инвестира во идејата, колку треба да се надградува, да се градат капацитетите и уште еден доказ дека надпреварот е транспарентен и навистина, освен надпреварувачкиот дел, ние навистина го следиме делот во развојот на капацитети на апликантите и навистина имаме сериозни намери во тој дел. Ете од лани спомна Ивона, ја имаме и Балканската зелена академија која што и годинава ќе биде лансирана и која што ќе им се понуди како една алтернатива на сите оние кои што размислуваат за зелен бизнис да ги надградат своите капацитети пред да аплицираат. Видовте дека во жирито имаме навистина сериозни луѓе кои доаѓаат од различни позадини и програми и кои се овде за да бидат дел од пошироката приказна. Нашите драги членови на жири, соработници годинава обезбедија поддршка за победниците. Сега ќе ја кажам точната поддршка за да знаат оние кои што ќе победат што добиваат. Значи МК2000 се традиционално поддржувачи, тие обезбедуваат вредности и ваучери за консултантски услуги. Тројцата победници ќе имаат задача заедно со МК2000 и Арно да ги достигнат, да ги доработат своите идеи, да се подготват за регионалниот надпревар преку оваква ваучерска поддршка консултантска. Дрило најави, продолжуваме со наградата од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Тоа е 2-годишно членство обезбедено од комората за прво наградениот победник од категоријата Зелени идеи.
Понатаму имаме наменска менторска подршка за прво наградениот добитник од Фондот за иновации и технолошки развој во категоријата Зелени идеи. Годинава новата соработка со Македонија 2025 донесе и нови можности и награди. Првите 3 места добиваат бесплатна регистрација на платформата за поврзување на македонски компании со експерти од диаспората Connect to MK. Ете, тоа е ново за годинава и победникот на надпреварот од категоријата Зелени идеи може да избере или менторство од нивните членовите на МК 2020-2025, или учество во програмата CESO SAC, ќе ни кажат од Македонија 2025 повеќе веројатно за оваа програма, ќе добијат информации победниците покрај бесплатната регистрација на Connect to MK. Ете, тоа се поддршките кои што ги обезбеди нашето жири. Арно повторно ќе додели парични награди, $1,500 за победниците во категорија Зелени концепти и $2,000 за победникот во категорија Зелени идеи. Овие парични награди се новина од минатата година, како што знаете, поради пандемијата ние успеавме да заштедиме некои средства што ги добиваме од оперативниот грант кој што ни го обезбедува фондацијата на браќата Рокфелер од САД. Тоа е фондацијата која што всушност стои зад регионалниот надпревар уште од самото основање во 2012 година и повторно во рамки на овој оперативен грант ние издвојуваме дел од нашите средства за да ги доделиме овие награди за самите победници да имаат шанса да ги доработат своите идеи, да ја добијат една мала инвестиција и да бидат што е можно посолидни во нивната имплементација. Сега доаѓаме до најинтересниот дел. Дали сме спремни? Малку доцнавме, малку го кратиме делот со цел да одиме на фокусот на оние победници. На оние кои што денеска ќе излезат како победници, односно ќе продолжат да се надпреваруваат на регионалниот надпревар. Јас ќе ги прочитам имињата на победниците, ќе им дадам минутка за да ја процесираат веста и потоа ќе ги поканам да ни се представат, значи пред целата јавност да ја представат која е нивната идеја, што тие планираат да работат во рамки на нивната замисла, нели со цел сите да се запознаеме со идејата и да го валидираме изборот на жирито. Може? Спремна за пин. Победници на надпреварот Зелени идеи 2021 се. Прво јас ќе ги прочитам Ивона, потоа ќе ги повикаме да се представат, не идеме со пин одма, ги читам сите тројца од наеднаш. Ирина Тошева, мини Ирина Тошева, честитки за Ирина. Горјана Боневска, прва библиотека за играчки, честитки Горјана и тимот. Марија Бургиева, Округ, производство на есенцијални масла и ароматизери од отпадни лушпи од портокал. Немаме групен аплауз. Ете, супер, фала за вклучувањето. Гледаме ние таму на Zoom дека имаме срекни лица. Драго ни е, баш ни е драго еве што гледам атмосферата, жал ни е што не сме во живо. Групен аплауз, се надевам дека сите навиваме еднакво за зелените идеи, не беше лесно да се издвојат овие три. Ова се трите идеи, како што кажавме, кои што ќе се подготвуваат за регионалниот надпревар. Да појасниме дека годинава во победниците се најдоа 2 идеи од категоријата Зелени концепти согласно рангирањето на жирито, па така нашата земја на регионално ниво ќе се надпреварува со 2 идеи од категоријата на концепти, една идеја од категоријата на Зелени идеи. Им посакуваме многу успех, секако во престојниот период и многу работа заедно со тимот на Арно и МК 2000. Исто така ќе се ја поздравиме колешката Кате, која што следно ќе ги контактира нашите победници во однос на административниот дел, подпишување на договори и процесирањето на се она што следи, а следи многу. Сега се надевам дека победниците ја искористија оваа минутка за да малку се совземат, за да што појасно и погласно ни ги соопштат своите идеи. Сега ќе ја замолам Ирина Тошева да ни се обрати и колешката Ивона да стави еден пин. Секако. Ирина, честитки од мене, ти си моја именјачка, на јавноста верувам дека си добро позната. Сакам да те прашам, кој е твоето искуство од учеството? Знаеме дека ти беше и дел од Балканската зелена академија, колку таа те мотивираше. Што е мини Ирина Тошева и која е твојата зелена идеја? Најпрво ви благодарам за можноста, честитки до останатите победници.
Навистина ми беше драго што бев дел од овој надпревар и драго што бев дел од првата Зелена академија, првата група. Тоа беше одлично искуство, топло ја препорачувам на сите, не е само за да се научи нешто ново, туку и да се види со останатите луѓе во регионот на кое место сме, до каде сме, што сме, да се инспирираме, поддржуваме и мотивираме заедно. Мојата бизнес идеја е за подетикета Мини Ирина Тошева, мојот миленик се вика Мини, така да веќе ви е јасно за што станува збор. Односно облека за миленици, ќе биде главниот ресурс кој ќе биде користен, ќе биде текстилниот отпад, а луѓето кои ќе ми помогнат во производство на овие парчиња облека ќе бидат од тешко преработливите категории. Покрај создавањето на овие парчиња и нивната продажба ќе има и поголема тежина, тоа што ќе се донира голем процент во одредени издруженија и организации за заштита на животните и подигнување на свеста, особено за бездомните животни кои ги имаме, но ќе има и посебна лимитирана колекција на производи која ќе оди по one for one моделот, односно со секој купен производ ист таков ќе биде дониран во одреден шелтер. Се надевам дека идејата што побрзо ќе се реализира, едва чекам, уште толку сега сум возбудена, и дека ќе гледаме што повеќе миленичиња низ, па не само Скопје, низ цела Македонија, облечени во овие парчиња, и на тој начин сите заедно ќе подигнеме свеста и ќе помогнеме на оние што им треба. Благодарам. Фала ти, Ирина. Се надеваме дека ќе ни донесеш и регионална победа и награда и ете останува период во кој што заедно ќе работиме. Благодариме за споделувањето. Следна е Марија Бургиева. Ќе замолам колешката да стави пин кај Марија. Марија е една од најмладите, ако не и најмладите апликантки на Зелени идеи 2021. Во изминатава година ние гледавме Марија како расте, буквално и преносно. Ќе ви раскажам и зошто. Марија заедно со дел од нејзиниот тим беше дел на програмата, учествуваше во програмата RISE, која што е регионален инкубатор за социјални претприемачи, кој што во нашата земја го води Арно. Таму Марија не победија за многу малку со нејзиниот тим, но видовме дека не се откажа, ја созреа, ја надградија идејата, се пријавија на Зелени идеи 2021 и еве ги победија. Марија, што е округ и што планирате да работите со твојот тим? Најпрво сакам да се заблагодарам на сите, на Арно, на целата организација на Зелени идеи и на останатите честници и им честитам на победниците. Округ е еколошки и социјален циркуларен бизнес кој што ќе конвертира биоотпад, односно мушкиот протокол, во линија на продукти кои што ќе започне со есенцијални масли и природни ароматизери. Идејата е на група млади луѓе кои сакаат да бидат дел од решението на нешто од проблемот, а така и покреираме иницијатива да почнеме да правиме нешто за да подобриме општеството како и идните генерации на истото. И сме супер благодарни за постарите генерации што имаат доверба во нас и ни влеваат надеж и поддршка за понатаму да растеме и да стануваме производниците на нашата циркуларна револуција, како што си ја викаме. И прва благодарност за Арно што се вточната даска за сите успешни зелени бизнеси и стројниците, како што ги викаме со помеѓу стартапите, односно младите луѓе и предприемачите, со експертите и со луѓето кои што имаат искуство тука и ги инвестираат нивното време и знаење во нас. Ни се од преголема помош, били повеќе од било каква парична помош, бидејќи тие се луѓето кои што нафрмуваат да дадеме најдобрата верзија од се. Фала ти, Марија, фала за убавите зборови, фала за се што правите и што допрва ќе правите. За крај да слушнеме и Горјана, носителот на идејата Прва библиотека за играчки. Горјана, честитки за победата. Ајде да раскажете на јавноста каква е таа библиотека за играчки. Која е вашата зелена идеја, која сакате да ја почнете за прв пат во нашата земја и ајде да видиме како почнува играта за библиотека за играчки. Пред се голема благодарност кон Арно за оваа можност што ни ја даде. Ова е за мене едно огромно искуство лично, исто и за мојот тим. Значи, ние сакаме да понудиме бизнис кој е фокусиран на културата на потрошувачката на играчки и сакаме да понудиме поодржливи решенија кон истата. Со стартување на нашата прва библиотека за играчки на нашите простори, сакаме да понудиме зелена алтернатива за хиперпотрошувачката на играчки, кој остава законувачки отисок кон климатската криза.
нашата библиотека би функционирала со чланарини, од кои би издвоиле месечна, годишна и полугодишна чланарина. Би понудиле квалитетни едукативни играчки кои би би ја замениле пластиката и прекомерниот консумеризам на играчки. Значи, од моето искуство, навистина премногу се купува играчки, премногу малку траат, а еве како мајка на 2 деца, знае да просторот да се затрупа, едноставно да се затрупа со играчки кои не се допираат после долго време. И сето тоа секако завршува во отпад. Така, Би Горјана. понудиле изнајмување на 2 недели на играчките, со тоа што децата би си одбрале играчка, би си ја играле, па би ја вратиле, па после 2 недели би земале друга играчка. Така, вие имате многу силна социјална димензија, ке може ли накратко да објасните на јавноста за што станува збор исто така? Нашата социјален момент е тоа што би понудиле во библиотеката за играчки, би понудиле дел каде што би бил резервиран за децата со посебни потреби, каде што родителите одвојуваат многу пари за нивна за тие деца. Тука ние би им понудиле катче во кое би си ги пронашле своите играчки. Така, наменски посебно направени еко Да. и ете за една категорија која што не многу е таргетирана во нашата земја. Ви благодарам, Горјана. Кажав, играта започна. Тек сме на почетокот, меѓутоа ќе продолжиме нели со подготовки, се надевам исто така и на регионална победа. Тоа беа нашите победници, губитници уште еднаш ќе кажеме дека немаме. Со зелената економија и транзиција кон пофер бизниси, социјални, зелени, имаме сите само win-win. Во наредниот период ние ќе се подготвуваме, а вие може да ги искористите програмите на нашите соработници. Марија каже да интересен збор дека сме стројници. Навистина сакаме да бидеме во таа улога, ги поврзуваме сите што нудат некаква можност и сите што имаат некаква идеја со која што нашето општество ќе биде подобро. Значи, во таа насока, во име на соработката и стројништвото, јас имам аманет од членот на жири Игор Изотов, кој што е представник од UNDP, да ве повикам да ја разгледате програмата Accelerate 2030, која има отворен повик за македонски стартапи кои имаат можност да добијат индивидуална менторска поддршка од интернационални ментори. Значи, ова е апел да аплицирате во најголемата глобална програма за поддршка на предприемачи при развивање на решенија поврзани со остварување на целите за одржлив развој. Тоа се овие цели, 17 ги има, и може да аплицирате преку 3 чекори. Линкче ќе оставиме во коментар. Ангела Митриновска, доколку не следи, координаторката на програмата, може тоа и веднаш да го направи. Значи, тоа е аманетот да не чекате до година за да аплицирате за Зелени идеи 2022. Искористете ги програмите на нашите соработници да работите уште од сега на вашите идеи и да ги зграбчувате сите можности. Од мене толку. За крај ќе оставам Ивона да не одјави со уште нешто убаво. Ќе им посакам многу среќа на сите во духот на Daft Punk. Онака како што го почнавме овој настан со мало досни, изгледа таму беше малерот од Daft Punk. One More Time беше за почеток, дека ќе прославуваме. Get Lucky ќе оди за крај како коментар на самиот настан, но еве Ивона да не одјави со нешто убаво. Да го одјавам. Како и лани, ова година ќе кажеме, не остануваат заложбите за промоција. Сакаме да се промовираме, не успеавме уживо да се промовираме во овие 2 години, малку да соработуваме, да се сретнеме со сите оние финалисти и па и со сите вас, кога би организирале вакви настани во живо. И да ви поделиме овој промотивен материјал на 3 јазици. И што е тоа? Тоа се садливи картички кои што го промовираат за оваа цел надпревар од зелени идеи. Тие се направени од македонски социјален бизнис, нели, на 3 јазици. И внатре го со македонски социјален бизнис, победник на надпревар од зелени идеи. Визард и Јасмина Главинче ги подготвуваат. Самата садлива картичка е еколошка која што содржи семе од пркос. Символиката, ајде ќе ја дадам на Ирина, пошто да ја каже токму символиката на пркосот, зошто токму се определува пркосот да биде во оваа садлива картичка. Еве го.
Ова е пркосот, многу е убаво цвеќенце, може да се најде во разни бои, не знаеме какво семе ќе ви се падне во картичката, значи веројатно ќе ви никне во различни бои. Пркосот уште го викаат цвеќе иначе, токму затоа што ова цвеќе сади таму кај што никнува и таму кај што нема да го садите и многу е отпорно, не му треба некоја посебна нега, вода, сонце, едноставно му треба малку за да направи многу. Да цвета и да биде убаво. Тоа е символиката на зелените бизниси кои што сакаме да цветаат и да ни го прават општеството поубаво. Ете токму тоа која е нашата главна цел. За да добиете оваа картичка, потребно е да го пополнете линкот кој што ќе го ставиме нели на овој настан и ние ќе ви ја испратиме картичката. Останатото е да ја засадите, да ја дадете вода, сонце, да направите добри фотографии кога ќе никне и да ни ги пратите нам на Арно за да ги гледаме резултатите од овогодишниот надпревар. Зелени идеи, меѓутоа и практичните резултати кога имаме вистински растенија да ги видиме. Толку би имале да кажеме, меѓутоа се надеваме, продолжуваме со работата, продолжуваме со зелените идеи, би сакале нели овој надпревар да се зема што и се поголемо внимание, што повеќе финалисти, што повеќе апликанти. Меѓутоа не е само и победата, како што кажавме на надпреварот, развивањето на социјалните зелени бизниси и она на кој што ние целиме. Ирина повеќе. Тоа имаме и други програми, следете наредовно на социјалните мрежи на нашата веб страница www.arno.org.mk. Се надеваме дека ќе имаме уште многу можности за да ве поддржиме. Благодарност до сите и имајте убав ден. Убав ден.